Почитувани, добра вечер. Гледате уште една анализа на телевизија 24. Сагата или шпанската сапуница, како сакате, околу СЈО никако да заврши. Секојдневно се отвараат нови моменти. Сега јавноста е преокупирана со тие додатоци на плата кои ги земале, а ова е особено важно бидејќи се што се случува околу СЈО е поврзано и со довербата во правото и правдата, кое пак е поврзано со правната држава, еден од клучните моменти кои се предиспозиција за Македонија да биде вистинска држава како што треба. Ова е само еден од настаните за кои ќе зборуваме вечерва со нашите гости, а се разбира тука се и сите оние неизбежни моменти поврзани со дневната политика, со веќе актуелното предизборие. Наши вечерашни гости се поранешниот пратеник Сафет Бишевац. Добро вечер. Добро вечер. Како и Ненад Јовановиќ, колумнист и аналитичар. Да. Добро вечер на двајцата. Почитувани, почнуваме со она како што кажав, со СЈО. Денеска видовме дека излезе после неколку дневен молк, ајде да кажеме, не знаеме дали било криење или само молк, излезе обвинителката Фатиме Фетај, зборуваше за тие фамозни додатоци на плата кои ги земале, додатоци за доверливост, кои изнесувале стотици илјади евра од обвинителта, а вели нема ништо тука спорно. Зошто толку јавноста се интересира, па и влезе во една вербална пресметка со колегите од основното јавно обвинителство. Бишевац, навистина ли тука нема ништо спорно? Па зависи како гледате. Очигледно за обвинителката Фатиме Фетај и за останатиот дел од обвинителски тим на Катица Јанева, тука нема ништо спорно. Но еве, за споредба ми текнува практично на една вистинска хистерија во јавноста околу, да речеме, патните трошоци на одредени пратеници, за кои тие луѓе беа линчувани практично во јавноста, само заради тоа што го користеле законското решение да имаат право на надомест за работата што ја извршуваат. И сега тука веднаш да направиме разлика. Доколку тие пратеници, јас ќе ја свртам сега работава, доколку тие пратеници навистина секој ден патувале до домот и доаѓале на работа и се враќале секој ден, тие патни трошоци им следуваат според закон и треба да ги добиваат. Ние кренатме фама околу висината на пратеничките плати. Таа, барем додека јас бев, основната беше 1050 евра за пратеник. Проценете дали е тоа малку или многу. Ако мене ме прашувате, тоа е срамно малку за функцијата пратеник, затоа што тоа е убедливо најниската плата, пратеничка плата во однос на сите други земји во регионот. Не сакам да се споредувам со или да ги споредувам пратеничките плати со евро. Сега да се вратиме на ова. Се извинувам, само мала дегресија и господјата Фетај денеска истото го кажа. Така е. Повторно го врати тоа прашање. Да, го врати тоа прашање. Вели зошто не прашувате за пратениците? Тврдејќи дека тие земале всушност само малку повеќе од тие пратеници. Но тоа прво не е вистина. Второ, навистина мислам дека е барам збор да не бидам прегруп. Но мислам дека е дрско и безобразно во име на некаква борба против криминалот да тврдите дека ги заслужувате тие пари бидејќи сте ставале глава во торба во битката против режимот на Никола Груевски и фамилијата. Колкав е успехот на нивната борба, видовме. Тоа е една општа, практично резигнација од неуспехот на тоа специјално обвинителство кое требаше да биде клучното тело во битката против криминалот, за враќањето на правдата и довербата на овој народ во институциите на државата. Тоа доживеа еден тотален неуспех, за мене лично исто така големо разочарување, но откако сега се практично може да се склопат коските на тој мозаик, длабоко сум убеден дека тоа СЈО не само што не ја заврши работата за која беше формирано, барем вербално, туку мислам дека било всушност тело кое требало токму тоа и токму на оваа дередже
да ја донесе целата работа, за да се обезбеди една тивка амнестија на врхушката луѓе кои раководеа со Македонија во периодот од 2009 до 2011-12 година. Тоа беше Никола Груевски и неговата, колоквијално викаме веќе фамилија. И мислам дека тоа беше средство за да работите се доведат на оваа дереджа, за да докрај остане принципот на неказнимост во оваа држава. Всушност, тоа беше средство за Македонија да остане ненормално устроена држава. Да. Добро, господин Јовановиќ, ова што го кажа на крајот господинот Бишевац е една од тезите кога зборуваме околу СЈО, дека всушност таа била тенденцијата, дека намерно се забашотувало, намерно се одело на тоа? Не, во некои моменти, во некои рефлексии имам малку опозит од господинот Бишевац. Видете, прво на самиот почеток сакам да кажам дека ја не сум аналитичар, јас сум некој човек кој што се обидува во пишаниот текст, се адресирам на слободен печат, да ги анализирам темите и феномените со кои ги обработувам во тие саботните колумни. Не мислам дека СЈО беше така во таа цинична смисла оформено, бидејќи да не заборавиме, СЈО е формирано бидејќи од сите странски земји и од дипломати и од внатре во земјава, оваа земја беше, како да кажам, киднапирана земја. И во таква неможност да се испорача правдата и да се испорачаат тие луѓе кои што длабоко не, како да кажам, длабоко не упропастија во овие 10-11 години, се оформи специјално јавно обвинителство. Да не заборавиме исто така еден момент важен. Катица Јанева е жена која требаше да ја донесе правдата. И сега сите ние на некој начин, и власт, и опозиција, и граѓани сме длабоко осакатени и осиромашени со тоа што се случи со аферата Рекет. Тоа е едната позиција, појдовната точка на секој граѓанин кој ги наблюдува процесите. Но исто така треба да не заборавиме дека Катица Јанева беше донесена со декрет од сите политички партии. Значи, прво, нејзе најмногу ја форсираше Никола Груевски, па потоа знаеме дека во тие превирања на политички партии СДСМ беше затечена во таа ситуација и као странците ни рекоа дека мора да го имаме специјалното јавно обвинителство, затоа што институциите на системот се страшно корумпирани, дека се практично упропастени и во таа смисла Катица Јанева исплива како специјално јавен обвинител. Во животот, а и во политиката, може би ќе се сложите со мене двајцата, може би не, кога нешто носите со декрет. Тоа е, како кажам, во метафора кажано, тоа е мачка во вреќа. Мора некои животни и политички процеси да поминуваат, да созреваат за така сериозна институција да ја воспоставите и да ја инсталирате во земја, бидејќи тоа специјално јавно обвинителство требаше да биде, како кажам, надвор од институциите на системот, од судскиот систем, за да почне да гони сериозен криминал. Тука се сложувам дека Катица Јанева и незината екипа со последната афера Рекет длабоко не компрометира и не разочара, тоа се сложувам, но исто така таа афера во месец јуни беше малку и претенциозна за пад на владата на Зоран Заев. Значи тоа мора отворено и јасно да го кажеме. Како мислите? Мислам, усмерувањето беше добро. Тоа продуцираше јавен интерес. Некои луѓе беа внесени во тие криминални аферашки работи. Очигледно е дека Катица Јанева посредувала од позиција на моќ за тој Рекет со Боријан Јовановски, но Бојан се извинувам, но атмосферата и наративот кој во целиот летен период се одвиваше беше тенденциозен за директен пад на владата. Значи тоа беше, како да кажам, како да е владата виновна за ситуацијата на Рекет. Значи тоа се опасни превирања и адресата беше директно за Зоран Заев. Вие мислите дека не? Ја мислам дека не, бидејќи самиот премиер кажа пред неколку дена дека он не е вклучен во аферата Рекет и ако има индиции за криминал и дека е он лично поврзан, тогаш слободно да објават сите се што имаат. Тоа го кажа премиерот на оваа земја. Да. Значи, тоа е тоа.
Добро, во однос на ова за обвинителите, повторно се вратиме. Премиерот Заев вчера или завчера ми се чини, кога зборуваше за ова, вели нема да дозволам да се компрометираат останатите обвинители. Нема да го дозволам тоа, ако во зборувањето за овие додатоци за плата. Вели, не ги, на некој начин, не ги чепкајте, не ја ширите натаму, тие се честни, добри обвинители, но на почетокот така зборуваше и за Катица Јанева, ми се чини. А тоа, именно токму тоа ми е зборува. Тоа што рекол Зоран Заев, дека нешто не е така, од прилика значи дека работите стојат токму така. Значи, многу пати, тврдењето и ако сакате колнењето на Заев, во еден момент, после 3 дена добиваа сосема друга дименсија. Тоа прво да го расчистиме. Второ, Катица не е избор само на Никола Груевски, туку е донесена со согласност на Зоран Заев. Самиот избор на еден неискусен обвинител, непознат во широката јавност, практично и го диктираше степенот на остварување на целта која требаше да се постигне со формирањето на тоа специјално тело, која требаше практично да го замени заробеното обвинителство и судство, всушност заробената држава во борбата против криминалот. Значи, веќе на старт е направен трул компромис, во кој сакале да признаеме или не, учествувал и Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Бидејќи мислам дека во оваа држава имаше луѓе со интегритет и знаење кои оваа работа ќе ја направија, ќе ја извршеа многу поуспешно од Катица Јанева. Многу поуспешно. Второ, Јанева го бираше тимот со кој ќе работи. Јавноста во таа надеж ги прогласи дури за ангели, двете дами околу неа, за да еве денове да знаеме дека само Катица зела повеќе од 150.000 евра за додаток за доверливост. Тоест, за да не ги открива нештата од разговорите што врз кои ги темелеа своите истраги. Слушайте, ако веќе тие специјални обвинители во старт се избор, практично ако се требаше да бидат најмокното оружје, најдоброто оружје со кое оваа држава во тој момент располага во битката против тој криминал, и ако сега тие се вадат на тоа дека таа доверливост која тие ја имале, важела само до моментот, например, додека не ги откријат тајните. Мислите ли дека сега обвинителите во јавното обвинителство ја немаат таа обврска? И обвинителите во јавното обвинителство на Република Македонија имаат таква обврска на доверливост, па не примаат таков додаток. Особено не примаат додатоци од неколку стотици илјади евра. Да. Тоа е срамно осиромашување на народот, срамно осиромашување на граѓаните на оваа држава, на сметка на неколку поединци на кои дури ни тоа не им било очигледно доволно, па сакале и преку леп погач. Да, Само сакав да се надоврзам, не да реплицирам на ова, бидејќи тоа е на господинот Бишевац став. Јас само сакам да кажам во една феноменолошка смисла дека институциите на земјава беа заробени. И кога тој вирус, авторитарен популизам националистички ќе го инсталирате како вирус, како во компјутер ќе го инсталирате, многу тешко ќе оди после процесот за деинсталирање. Знаете, не може да кажете она сега, да кажам така блага, она пуј пике не важи, значи тоа што беше, ние за тоа ви дадовме вас власт после Груевски и сега вие тоа треба да го деинсталирате и да ни овозможите да живееме некако пристоен живот. Значи тоа беше идејата на владење на право, бидејќи во владењето на право и правната држава стојат фундаменталните човекови права, тоа се достоинство, слобода, чест и углед на работно место и така натаму. Значи гледаме дека држава системски била урушувана на многу нивоа
во последниве 12 години. И сега, јас се сложувам дека треба да има критика за судот, заради аферата Рекет, но исто така не ја прифаќам циничната варијанта дека само власта е одговорна за обвинителството, бидејќи да се подсетиме пред месец и пол, два, власта и опозиција седнаа да разговараат за јавен обвинител и тие зборуваа за чест и морал опозицијата, бидејќи она треба да е коректив на власта, значи да дава предлози, да дава сугестии, да дава некои и образци во обвинителство како треба да изгледа правна држава, како треба да изгледа владење на право. Од нив нема ништо од тоа. Него само имаш блокади, онај типичен наратив на Груевски, значи стално ако нешто не можеш да го завршиш во политичка смисла, ти блокирај го, подценувај го, а тие луѓе кои што беа на преговарачка маса во владата со Зоран Заев и со неговиот тим, беа се длабоко компрометирани луѓе со исклучок на тој Тимчо, младиот, и на Христијан Мицкоски во овој момент. Антонио Милошевски и останатата екипа која преговараше за јавно обвинителство се компрометирани. Ја не викам дека се виновни, ја не велам дека не треба да се почитува презумцијата на невиност на таа екипа од страната на опозицијата, но сепак знаете како, кога некој сака, ако оваа власт не ја бива за да воспостави судство и обвинителство кое ќе ги разграничува на крајот на краиштата извршната власт, судската власт и законодавната власт, тогаш знаете како, мислам, вие да се повикувате на чест и на морал, а некој вас да ве гони за сериозни кривични дела. Тоа е исто проблематичен концепт. Да самата опозиција. Па многу, навистина многу проблематичен концепт, ако во суштина власта во секој случај е најодговорна за ситуацијата во која се наоѓа државата. Не можете опозицијата да ја обвинувате за неуспехот на оваа власт. По принцип, власта е таа која треба да ги уредува, да ги иницира, да ги поправа работиве, да го гради системот. Во периодот од 2,5 години, речиси 3 години, на владење на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев како премиер, имате клучната работа беше постигнувањето на Преспанскиот договор и договорот за пријателство со Бугарија. Што се брилијантни, мислам, во секој Тоа е ваше мислење, окей, јас не спорам со вашето мислење, ја не мислам така, но еве да речеме дека тоа беше целта на Зоран Заев и СДСМ. И што друго? Паметите у овие 3 години дека владата сериозно го направила како реформа. Освен работиве кои се направени во труд и социјала, со министерката Мила Царовска, кажете ми некој сегмент на општеството, каде што тие реформи за 3 години барем почна. Не икем да зборам за документот на Прибе, кој беше практично некаква влезница во таа битка, бидејќи таму од тој документ ни Д не е направен. Значи, а за тоа не требаше да го прави опозицијата. Второ, ветингот се најавува на 2 месеци пред техничка влада. Тоа е класично перење на устата, што ви кажат. Зоран Заев можеше да го иницира ветингот во првите 6 месеци на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Зошто тоа не го направи? Реформите во обвинителството и во правосудството требаше да бидат иницирани барем половина година, еве да им оставиме период од 6 месеци на министерката Десковска да искочи со конкретен предлог и начин на кој тоа се решава. Ни тоа не е направено. Во урушувањето на правото во оваа држава влезе и Зоран Заев, купувајќи пратеници за остварување на тие договори. Сега не можам да судам зошто тоа го направил, бидејќи имаше и дозвола од тогашниот еврокомесар Хан. Зоран Заев тоа, да ве подсетам, Зоран Заев тоа ќе го направи на балкански начин. Зоран Заев навистина тоа го направи на балкански начин. Со класичен подкуп на пратеници. Што е? Не се сложувам, господин. Тоа е ваш проблем, дали се сложувате или не. Јас мене ме прашав, јас кажувам. Ви имате право да не се сложувате, апсолутно тоа со тоа. Ќе аргументирам убавината на демократијата. Ево тоа, да не се сложувате. Но треба да кажете дека тоа не е вистина. Ке ми кажете дека тие осумина на вистина ја сакаат толку оваа држава, па премина од ВМРО заради љубовта. Знаете како, може да ви реплицирам на ова. Значи, и Черчил
Винстон Черчил ги победи германците, па на првите избори во Британија ги изгуби изборите. И потписува пратениците у парламентот. Не, чекајте. Значи, теретот кој оваа земја го имаше последниве 30 години со билатералниот спор, не со промената на името. Значи, кај нас се вулгаризира кога се вели дека Зоран Заев го промени името. Не. Во Европа ни дадоа многу јасни црвени линии. Вие, драги луѓе, имате билатерален спор со комшиите. Дали е тој спорот за меѓата, за ливадата, за нивата, за името, за идентитетот, то воопшто европјаните не ги интересира. Иницијалната каписла беше дека имате лева либерална влада со Алексис Ципрас и имате лева либерална влада со Зоран Заев. Се испостави дека тие две влади се во синергија и успеа да го решат билатералниот спор. Македонскиот јазик е загарантиран во тој спор, во тој договор од Преспа, а името е променето во Република Северна Македонија и нашиот идентитет е неспорен македонски. Замислете сега, на спорот со името постојаа номенклатури и елити во оваа земја кои ствара кариери. Не го даваме името, имаме тврто, а кој ќе го реши името, ќе биде ваков, ќе биде таков. Значи човекот влезе во оваа приказка и некако нашите генерации ги ослободи на многу нивоа со тоа што ни го реши билатералниот спор со Грција. Потоа верижното, добриот гест на двете влади, се сложувам дека тука имаше посредство и на Европската Унија и официјален Брисел, верижниот круг отиде до Бугарија. Потоа, како што рече Брисел, мора да ги решите сите проблеми со комшиите, па се реши проблемот со Бугарија, али начелната приказка е дека за да ве примиме во Европската Унија, вие мора да ги решите сите билатерални спорови. Нас воопшто не интересира за кој. Мислам дека прашањето што го поставува господинот Бишевац е дали цената е превисока која е платена за да се реши тој спор. Па не можете со неправо да ми се залагате за право. Тоа е нонсенс. Знаете како, не сите влегуваат со иста визија и не сите влегуваат во таков голем и широк, не сите го разбираат тој процес. Да, добро, народот не може да го разбере. Сега сакате, извинете. Не народот, значи народот е авторитарна флоскула која ја користат, значи не постои народ. Значи народ не постои, постојат интересни групи, постојат политички партии, значи не е таква. Мислам, играте сега, значи манипулативна е приказка. Дозволете. Немојте да ми кажете дека кога некој ќе спомне народ, тоа значи дека ќе се воспостави некаква самоволие. Значи, имавме народ во овие 12 години, па видовме што се случи со силата на народот. Се урниса институциите, ќе планираат да направат пуч направија во собранието, ќе се испоубиевме со силината на народот. Значи, затоа постои владење на право и правна држава, за да не може народот да узурпира така. Ајде да идеме сега од последно ваше тврдење. Значи, непристојно да тврдите дека нема народ и дека не треба да има народ. Тоа е прво непристојно. Второ, зарад навистина мислите дека само Зоран Заев во оваа држава имал прилика на овој начин да го реши спорот за името? Имаше неголема среќа од сите. Му се не е работа на среќа, господине Јовановиќ, тоа воопшто не е работа на контекстот. Не, очигледно не. Можете така да гледате, не е проблем. Гледајте вие на среќа, ама тоа е моје мислење. Океј, не е спорно. Многу коцки. Не спорам, со правото вие така да мислите. Само велам дека работите за жал не стоја така. Се најде некој кој е подготвен да ја плати таа цена, зошто и како тоа историјата ќе покаже, бидејќи верувајте дека таа двојна формула не беше случајно одбрана уште од почетокот, од првите денови на самостојноста на оваа држава. Мислите за северна? Не, мислам за име за надворешна употреба, а ние во државата да си го задржиме уставното име. Тоа беше идејата и на Глигоров, официјална политика на државата до доаѓањето на Зоран Заев. Што е уште потрагично, вие добро знаете, сигурен сум дека знаете, дека во еден момент и грчката политика и грчката држава доаѓа во ситуација, во писмо на еден од тогашните премиери, доаѓа до ситуација да велат на крајот изгледа ќе мораме да попуштиме и да им дозволиме за внатрешна употреба да се викаат да остане Република Македонија. Тоа беше заборавено. Точно е дека станува збор за еден момент, но вие велите две леви коалиции во двете земји. Лево-либерални. Лево-либерални. Да. Но во принцип,
И тука можете да видите дека станува збор за нешто поинакво. Ваквите прашања во светот обично ги решаваат десните или десноцентристичките партии. Таа теза, се сеќавам, беше 2014-2015, Во принцип. дека конзервативните влади ќе успеат полесно да го решат. Така. На крајот се испостави дека не. Мислам, Така, за во добро. македонскиот контекст. Се Инаку идејата беше таа. Од прилика, 2014. во принцип е тоа така, еве погледате, барем во регионот имате примери, секаде тоа го направија таквите партии. Десни, центристички, Центро- конзервативни, центро-десни, од прилика, конзервативни, да. Значи овде и по тоа се разликува. Не ми е мене проблемот со улогата на Заев. На крајот на краиштата тој е политичар и тој ќе си ја сноси одговорноста. Ќе ја плати цената на следните избори, нема да ја плати, можеби народот за кој вие велите дека не постои, ќе каже да, Зоран Заев за ова треба да биде награден с уште мандат. Јас со тоа немам никаков проблем. Но имам проблем со неправо и на ваков начин да се обезбедуваат работи кои значат дефинитивно уривање на правото за кое ние вербално сите се залагаме дека мора да функционира. Не може да функционира на едно поле, а да не функционира на друго. Или ќе биде работа на принцип и владење на право, или воопшто немаме ни принцип, ни право. Не тргна за целава оваа битка против криминалот, за реформата во правосудството, и во обвинителството, и во судовите, клучна е политичката волја. На оние кои во тој момент ја добиле шансата да раководат и да управуваат со државата во интерес на граѓаните. Таква политичка волја Заев и оваа гарнитура не покажаа до сега. Јас за тоа зборам, а поинаку... Добро. Ако може да реплицирам на ова, јас вака мислам. Значи, прво, точка број 1, некоја прагматична точка која што вирее во реалноста, а тоа е дека прво и основно, од кога дојде оваа власт, ги запре средствата во медиумите. Значи, зборуваме дека огласувачите државни не се под, како што беа предходно огласувани. Насилството во медиумите, черечење на глави, заокружување на глави е намалено. Разговараме, има дебата, значи може да се видат телевизиски емисии во кои опозиција и власт разговараат. Може да бидат тоновите и на овој начин, и на оној начин, но сепак некој плуралитет веќе се движи во Мислам дека земјава. тоа не е спорно, таа придобивка дека е најочигледна. Ама сакам да кажам, оти кога се вели дека ништо не придонесува, повторно ви викам, оваа земја беше на глава. И значи сега се обидуваме во некаков колосек да влеземе. Се сложувам дека оваа власт, оваа влада на Зоран Заев не се цвечки за мирисање, но во моментот ова е најдобрата позиција од сите можни светови што досега се случило, бидејќи повторно ви викам и се реферирам на договорот од Преспа и на договорот од Бугарија. Барем, јас некој човек кој што е на тие позиции, на хуманистички, на антивоени, на антимилитантни, ако сакате, на антифашистички, јас си од мој габарит, не е некој голем, мислам е мал, како да кажам, мислам не сум ја некој човек кој ќе се занимава со некакви сериозни наративи, но сепак во она ја што верувам, оваа влада го испорача. Башка, сите декласирани луѓе кои што предходно зема минимална плата од 9.000 денари, од 7.000 денари, од 6.000 денари, од 2.500 денари, сега е минималната плата 14.500. Повторно ќе се реферирам на господинот Бишевац кога ја пофали министерката Мила Царовска дека се обидуваат луѓе кои што биле декласирани сиромашни да ги стават на некој пиедестал на пристојни, на нормални примања, условно речено пристојни норми. Значи, тоа е сепак некое жарче која дава оптимизам. Затоа што ако цело време играме на нихилистичка позиција, на цинична позиција, сите се исти, ние сме стално прелажани, ние сме ова, ние сме она, тогаш нема потреба да се занимаваме со јавни работи, тогаш да се занимаваме со некои други работи. Али јас искрено гледам позитивна нишка на оваа влада, со сите велам дубиози нивни, и они се во стравични околности од разни власт, опозиција и така натаму. Значи,
да скратам и тука завршувам, се обидуваат луѓето да ги воспостават јаки институции, а власта да биде само некаков чекен балансер во сета таа. Значи не може да ги осоколиме институциите ако забравиме претходно дека беа узурпирани практично од еден човек. Не, окей, као принцип тоа може би е добро, но не заборавајте, Никола Груевски и фамилијата негова и неговите први играчи не се на власт веќе 3 години. Мислам, до кога ќе ги користиме тоа како аргумент? Да, Зоран Заев знаеше дека доаѓа на чело на заробена држава. Што го оправдува? Затоа што не направи ништо? Или направи премногу малку? Што, тоа што можете слободно да зборувате? Па не, видете, јас можев да зборувам и во времето на Груевски. Така и јас можев да зборувам. Уставот за мене ми гарантираше, така и за вас ништо не Уставот ми промени. гарантира мене да може да зборувам слободно, значи Уставот ми гарантира, а не така, Груевски. да, се Па бев согласувам. тужен, бев Се посуден и така согласувам, натаму. но значи вам практично на тоа поле Зоран Заев не би донел ништо плюс. Бидејќи таа слобода сте имали и пред тоа. Јас ја се И за изборив. мене можам да ви Зоран Заев кажам не ми ја дал, јас се изборив сам Така за е, слобода. и јас за таа слобода се изборив уште на време и кога тој режим беше активен. Се сложил. Според тоа, нема тука многу голем напредок, бидејќи тоа е нешто што природно ни припаѓа, прашање на време и на околности, кога мнозинството, поединци или луѓето, нема да престанат да почнат да шепотат на два, тројца, Мијалков, го спомнуваат и така натаму. Да, тука имате мал исчекор, но не се согласувам дека тоа доволно. Не, јас зборувам од моја позиција сега, кога кажете имате малку. И од своја лична позиција, Апсолутно. како што ги гледам. Така е. И околу медиумите. Не мислам дека е суштински променета улогата на медиумите во државата. И сега веќе имате еден суптилен обид, бар ја го препознавам како таков, на една тивка од околна подршка на власта, може би е тоа дори и природно, но што е за мене проблемот? Улогата на медиумите не е да ја фалат власта. Нивната улога е да ги покажуваат, регистрираат аномалиите во општеството, за да им покажат или дадат шанса на властите да ги исправат тие аномалии. Тоа е суштината на медиумите. Јас не велам дека тоа не значи дека ако владата направи некој добар потек, тоа да не биде обележено. С краја да е. Треба. Но суштината сепак е нешто друго. Добро, идејата на медиумите се три начала. Значи да информира, да еманципира и да забавува. И сега ако се вратиме ние на тој постулат за кој медиумите постојат, еве сега некои гледачи не гледаат, големо прашање е дали во денешниот контекст медиумите еманципираат, забавуваат и информираат. Имаме огромен наплив на лажни вести, вие гледате дека, еве повторно ќе ви кажам, значи имате спинови на секој можен чекор. И тоа се, ако гледате, тоа не се од институциите, информациите кои доаѓаат, него тоа се стално некои опозициони портали кои генерираат така наречена критика. А кога ќе ја видите критиката, бидејќи јас живеам со луѓе критичари од новинарство, значи сериозни имиња, сега да не ги спомнувам тука, кои што се во регионална смисла, значи јас со тие луѓе живеам и кога ќе ги читам тие луѓе со нивната есеистика и со нивната колумнистика и кога ќе ги видам овие критичари на власта со полупромаршени тези, со полу недефинирани флоскули, со тотална конфузија во текстот, тоа мислам било кој професор по новинарство би дал единица. Мислам, тоа е ја ти беда. Знаете како вели господин Јовановиќ, има една стара народна поговорка, вика, отприлика, никој не е толку слеп како оној што не сека да види. Мене ми се чини дека вие ќе ми извинете вака, ама отприлика сте во таа позиција. Ако целото зло во оваа држава го гледате во опозицијата, вие имате проблем. Не. А имаме проблем и сите ние како јавност и како општество. Пак ќе ви кажам, не можете да се вадите на тоа како и зошто функционира опозицијата. Таа има легитимно право на начин кој не се крши со одредбите од Уставот. Да се бори за смена на власта. Власта е таа која е одговорна за секој сегмент на функционирањето на државата. Власта, не опозицијата. Тоа е начин. Тоа подразбира
и соработка со опозицијата. Аз се согласувам. Но вие тоа го имате, нека да го видите. Не. Значи, дозволете ми сега. Ребалансот на буџетот, знаете ли како е изгласан? Со мнозинство од опозицијата, што го даде опозицијата. Се договори околу парите за 5 минути. Немојте се договори околу парите, не е работа во парите. Во принципот на функционирање. Во овој момент многу по-конструктивна во работата на парламентот е опозицијата. Таа е таа што обезбедува мнозинство, бидејќи пратениците од власта се разлетани и раштркани на други места. Тоа е едната работа. Второ, власта е одговорна, господине Јовановиќ, за владењето на неправото, за продолжување на неказнивоста во државата. Власта е одговорна за она што се случуваше со рекет и околу рекет. Не дали некои проопозицијски новинари се доволно писмени па да пишуваат. Има таму многу добри, видете, во овој момент еден од таквите не опозицијски, али да речеме опозицијски настроен новинар како Геровски ќе ми извини, што му го спомнал името, ја откри аферата рекет, во која Заев тврдеше дека не е точно, па ја бранеше Катица до последен момент, па на крајот им дозволи на сите да бидат заедно во Грција на одреден временски период, случајно, нели? Вилма Русковска, Катица Јанева и Зоран Заев се во ист период на одмор во Грција. Вие мислите дека тоа е случајно? Не. Второ, тврдеше дека нема политичка мешаност во рекет. Се покаже дека, барем според обвинителството, има сериозно, а ја ви гарантирам. Јас ви гарантирам. Со име и презиме. Мислам, со што гарантирам? Со име и презиме. Со моето име и презиме. Ви гарантирам дека политиката до овде е мешана во тој принт. Во рекет. Не е во ред. Во рекет, зборите. Во рекет. Збориме за рекет. Така. Имате милион работи кои во суштина се сведуваат на рекет. Каде се тие другите што го платиле рекетот? Фирмите. Па, ако исчитувате добро, гледате дека и самата власт адресира да се и председателот на Република Северна Македонија адресира да се заврши што побрзо тој случај рекет, да се изведат на чистина сите инкриминирани луѓе кои што се вмешани во рекетот и да добиеме, како се вели она, да го расчистиме тој рекет, тој фамозен рекет која дрмаше владава Летово, тоа е факт, тоа е непобитен факт, и на условно речено да влеземе со чисти раце за добивањето А мислите ли, во господине Јовановиќ, само да ве потпрашам во однос на рекет, мислите ли дека случајот се расчистува регуларно, како што треба? Бидејќи ова што го спомнал господинот Бишевац, има многу работи кои на почетокот беа кажани, па некако не ги слушаме. Значи, и ете и за останатите бизнесмени, па се уште не знаеме каде се парите, па нели самиот премиер кога го употреби онаа фамозна реченица нема да дозволам тој да ја уриваа државата, нели? Еден од тие воопшто не се спомнува никаде, да речеме човекот кој ги дал парите. И така натаму, значи многу има некако еве да речам условно кажано дупки во приказната. Се сложувам дека има дупки во приказната, се сложувам дека е магловито, али за тие магли да ни се растераат и да ни се расчисти, да ни се види, треба да го заврши тоа обвинителството. Мислам, кој друг тука би можел да решава? Власта сама зборува дека нема никаква ингеренција во судските случаи, не прави телефонски јавувања, ало, како што имавме предходно, судеа во кафани, судеа на Централен комитет во седници, значи сега обвинителството е тоа која треба да ја јакне собствената позиција, бидејќи ги гледате сите анкети и граѓаните не веруваат во јачината на обвинителството. Тоа е рак рана во општество. Сите мислат дека се корумпирани, сите мислат дека не работат и сите мислат дека извршуваат наредби по телефон. Тоа е некоја општа констатација, за да може да ни го обели образот јавното обвинителство, вклучително и специјалното јавно обвинителство со некој друг тим, со некоја друга екипа која не се толку корумпирани или не се толку компрометирани, некои нови, што се вели условно речено, некои нови дечки, да ни го обелат образот и да покажеме едноставно пред нашата јавност, пред нашите граѓани и пред странците дека ние имаме капацитет да се избориме со некои базични, фундаментални работи во оваа земја, мислам, време е. Да, а господине Бишевац, спомнавте за ова, за одморот, дека биле таму Заев, Русковска, Катица, во ред, не влегувам во тоа, сакам друго да ве прашам, во однос на последната
изјава која ја пренесоа судиите дека им ја пратила обвинителката Русковска, нели ќе ви истресам од тоа. Сега во овој контекст, бидејќи Катица Јанева па ја пуштена во домашен притвор одеднаш, мислите ли дека тој без таа лутина на Русковска е вистинска, дека или сето тоа дека е дел од некој театар? Да расчистиме нешто. За прв пат се случува спектакл медиумски во момент кога некој од притвор се префрла во домашен притвор. Кој го нарача тој медиумски спектакл? Опозицијата? Зоран Заев? Па верувајте дека е. Да, токму тој. И ако не е тој, до сега требаше некој да поднесе оставка. Или да биде разрешен, или да биде покренато кривична пријава. Тоа... Затоа што на Зоран Заев, на власта, сега да не биде тоа персонификација на власта, во овој момент им требаше нешто да го отргне вниманието од она што се случува. Е едната работа. Од што, од пуштањето во домашен притвор? Да. Вие се уште, ако се, верувам дека и двајцата се доволно информирани, дека во тој случај сепак нешто се случува, нешто се подготвува и има разни информации и спекулации во кој правец би можело да отиде целата работа. Тоа е едното. Второ, не може, како да ви кажем, детски наивно би било да верувате дека целата работа во рекет ја врши Катица Јанева по наговор на Бојан Јовановски. Детска работа, тоа не се случува дури ни во цртани филмови. Треба сепак сериозно да погледаме на вистината во очи. Сегашната осомничена као подпредседател на Собрание, господја Тарименски, е доволно висок функционер, ако се докаже нејзината вина, да падне владата. Да ве потсетам, во Австрија падна владата во момент кога беше објавена една виднова снимка од подпредседателот на владата на некоја забава, кој беше во преговори со некаков руски агент и така натаму за што значише некаква корупција во Тоа ако се докаже. Не, таму дури не се отиде во докажувањето. На кај се покаже дека тој дозволи. Се покаже, сега зборам за австриската снимка, да ви покажам во која релација. Таму се покажа дека немало ништо од тој договор, дека тој договор не е реализиран. Но самото објавување и учеството на еден толку висок функционер на власта беше доволно Курц да поднесе оставка и да побара нови избори. Да, но таму Курц повторно победи. Од кој вели дека Заев не би победил овде? Па никој не вели. Зошто не одиде тогаш? Никој не вели, значи повторно ви викам, чекайте. Таа метафора. Чекайте, дозволете, ве молам. Тоа беше една од можностите. Јас не велам дека Заев да го направише тоа немаше да победи на избори. Не верувам, не велам, као можност тоа постои. Но тоа покажува дека ние во овој систем, во нашата држава, имаме поинаков однос кон работите. Не можете да ми кажете дека никој после година дена не е одговорен за бегството на Никола Груевски. Ако воопшто било бегство, јас ви тврдам дека бил пуштен. Ја мислам дека не, ја го следев тој случај и напишав 2 стории за тоа, мислам дека е помогнат од странски амбасади, од непријатели на таму, нели? Не, така конспиративно не, мислам јас сум она антитеоретичар на затоа е зборам. Значи тоа е спремано Груевски било договорено да се замине од државата. Може ли така формулација? Не било договорено, Груевски е избеган од оваа држава со посредство на некакви тајни полиции околу Албанија и Србија и Унгарија. А нашата полиција во тој момент? Па нашата полиција била затечена, се сложувам дека има дупка во таа. Имаше ли одговорност? Одговорност немаше, али... А зошто? Па сега, тоа е работа на министерот за внатрешни работи. Така е, на кого пред тоа му избега уште 20, па после тоа му избега и Игор Спасов. Се во оваа држава може да се случува, никој во власта да не текне да каже да, бе, дечки, како чин на морална одговорност. Значи, толку е земјава, како да кажам, толку е земјава кревка, институциите се толку упропастени, да едноставно, како да кажам, ќе мора сите да ги ставиме силите и снагите во
решавање на овие горливи проблеми. Значи, овие дупки што ги изборувате вие, процесуирање на случаи, зголемување на плати, значи да се обидеме малку од малку, само ние сме навикнати овде да ствараме и кариери и да шириме силни наративи, стално некој друг е крив. Затоа ви велам, овие луѓе факт е дека грешат, но исто така факт е дека решија големи и важни стратешки прашања, кои што беа важни и за земјата внатре, и за земјата, договор и договорот со Бугарија. Ама тоа се големи, пазете, 30-40 години. И зашто бевме наградени со вето од Франција? 89 година падна Берлинскиот зид. Значи тоа беше процес 40 годишен во кој Берлин влегува, ако сакате сега да ги прошириме малку наративите, во кој влегува источниот блок се руши и Берлин станува еден, значи не е на исток и запад, не е отаде зидот и контразидот, туку влегува во некаква широка, цивилизирана, прозападна... Господин Јовановиќ, за таа доверба, за таа цел, ние добивме вето. Тоа е. Добивме вето. Тоа е важно. Од Франција, денеска беше објавена веста дека Франција и Германија заедно работат на идното проширување на модалитетите, стратегијата на идното проширување на Европската Унија и се покажа како точно дека тоа што се случуваше на последниот самит на Европската Унија всушност не е само чисто вето на Макрон, дека работата е малку поширока. Дека покрај Франција, Данска и не се сеќавам уште кој, и Холандија, дури и Германија на еден специфичен начин влијаела на таквиот исход на самитот, со тоа што инсистирала у целава работа Македонија и Албанија бидат заедно во тој процес на проширување. Тоа се големите игри. Јас затоа велам, понекогаш како држава, ние не смеете на тој начин да се коцкате. Идеме all in, па бива, не бива. Не е тоа. Вие можете така дома. Со својот бизнис или со својата фамилија, така, со фамилијата не можете, со бизнисот, например, можете да ризикувате максимално. Ако помине, ако не помине, вие ќе си ја платите цената. Но овде е во игра државата, овде е во игра народот. Да, и тој народ, бидејќи мене не ми е сеедно во каква држава ќе живеам. Апсолутно не ми е сеедно. Јас успехот на владата на Зоран Заев го мерам по она што ми се случува секој ден околу мене. Што е променето? Таа слобода за која зборевме, сум ја имал пред тоа, значи ништо плюс не ми помогнал. Сега дојдовме во ситуација, луѓе, председател на државата, без оглед колку е искрена и човечка таа изјава, дека да не е председател, он би избегал од државата. Не, тој контекстот погрешен, тој... Ама видите, сега вие можете да го вадите на контекст или не на контекст. Председател на држава не сме... Може да кажам нешто? Може, само да завршам. Председател на држава нема право и не смее да ја убива надежта на неговите граѓани. Со тоа што ќе каже, јас да не сум председател би избегал. Тоа е директна порака, бегајте, спасувајте глава. Тоа не му е улогата, не е избран за тоа. Само кратко, бидејќи мораме да... Да, ќе бидам краток. Ја мислам дека, и ова го зборувам од моје лично име, јас не, пошто цело време некако ми адресирате на вие, владата и така, значи цело време зборувам... Вие се обраќам вам, владата, не ќе да помислам дека имате нешто со владата. Значи, само сакам да кажам, ги слушам овие резонантни, резолутни тонови околу миграциите. Значи, мора да се вратиме повторно на некои базични, фундаментални прашања. Европската Унија е настаната од миграции. Ја мислам дека секој граѓанин во оваа земја би требало да замине од оваа земја, да види како е на друго место, да излезеш малку од секојдневниот желудник измеѓу тате, мама и бате, да види друг свет, а владата е одговорна од кога ќе заминат нашите луѓе во странство да створи околности во кои они ќе можат да се вратат и тие искуства од тамо да ги донесат тука. Значи, да створи околности, да створи дух. Ние стално викаме, па овие ништо не работат. Значи, кога една власт, кога една номенклатура доаѓа на власт, климата е се во едно општество. Ако е климата пријателска, ако е климата, како кажам, еден добар флуид, значи државата е дух.
Државата не е некоја машина околу која се ние треба да копаме тука, па еве, аха, еве овие работат. Значи, мора да створиме околности во кои нашите граѓани, нашите луѓе ќе дојдат од странство и ќе им удоволиме добра работа, добра плата, добра клима за напредок, нови технологии. Интересен навол да гледа, Значи, апсолутно. тоа е важно. Европа е настаната на миграции, мислам. Добро, тоа е мораме да направиме кратка пауза, ми сигнализираат од режијата. Кратка пауза за реклами, значи брзо се враќаме во студиото. Останете со нас.